Со едноминутни молчења почна и собирот на неколку стотици студенти и професори пред платото на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје. Ова го следи Дејан Трајковски. Дејан, кои се пораките и дали има некакви конкретни барања? Тања, конкретни барања за сега не се кажаа никакви, односно целта на собирот тука е да се одаде почит на оние кои што ги загубија животите во Кочани. Колку што може да се види на платото позади мене, има навистина многу студенти се собрани, тука има и професори. Ректорката беше на УКИМ, односно се уште е тука, како и министерката за образование Весна Јаневска. Се палат цвеќи на платото, се остава и свежо цвеќе, отворени се и кутии за донации, преку кои граѓаните ќе можат да помогнат на семејствата на настраданите и оние кои што се предени. Целиот настан почна со 7 минути, потоа следува и обраќањата на министерката за образование Весна Јаневска, како и на ректорката на УКИМ. Обраќањата во два наврати беа прекинати, бидејќи некој од студентите кој што е во толпата на два пати побара помош, дури и се побара да се повика брза помош. Се надеваме дека се е во добра состојба, колку што може да видиме на другата страна. Пристигната и возилото на медицинска помош. Да се надеваме дека со студентот е се во ред. За него студентот или студентката не може да се види од толпата. Во два наврати за истиот студент беше повикана помош. Има таму на собрани граѓани, дури во првиот наврат се однесе и сок. Се надеваме дека е секако што треба, секако помошта се побара при случувањето тука кое што беше, односно додека одеа говорите на министерката и ректорката, кои предлагам да ги слушнеме тука. Загубата на млади животи е трагедија без смерка. Рана што никогаш целосно не заздравува. Тишина што одекнува во срцата на оние кои што останале. Кога младите си зазимнуваат прерано, не жалиме само за нивното заминување. Жалиме за соништата што никогаш нема да се остварат, за смејата што повеќе нема да се слушне, за иднини кои што за секогаш ќе останат ненапишани. Тие беа синови и ќерки, браќа и сестри, пријатели, соученици, секој од нив уникатен, сакан. Неподнослива е болката да се изгуби некој толку полн со живот, некој чиј пат што току започнал. Занемени сме од тага, од шок,